Двоен самоубиствен напад во ирачката престолнина Багдад ги однесе животите на најмалку 28 лица, додека 73 се повредени, изјавил анонимен извор за Ал Арабија. Изворот вели дека едниот од бомбашите се разнал на плоштадот Тајеран, додека другиот го активирал својот уред на пазарот во центарот на Багдад. Покрај човечки животи има и предизвикано материјална штета. Il y a 3 ans, une attaque similaire était... Благодарение на подобрувањето на епидемиолошката состојба во поголемиот дел од Словенија, скијачките центри набргу ќе бидат отворени под одредени услови. Следната недела повторно ќе почнат часовите во пониските оделенија во основните училишта, а ќе се отворат и пазарите и фризерските салони, објави словеничката влада. Што се однесува до условите за влез во Словенија за патниците од Европската унија и Шенген зоната, владата одлучи тие да може да влезат без задолжителен карантин или пак негативен тест на коронавирусот, под услов престојот да не трае подолго од 12 часа. Тројца припадници на американската национална гарда загинаа кога нивниот хеликоптер на рутински лет се урна западно од Њујорк, соопштија властите. Хеликоптерот УХ-60 за медицинска евакуација се урна во градчето Мендон во близина на Рочестер, кажа директорот на одделот за јавни работи, за воени и поморски прашања на државата Њујорк Ерик Дар. Истрагата за околностите на несреќата е во тек. Хеликоптерот полета од меѓународниот аеродром во Рочестер. Гувернерот на државата Њујорк кажа дека знамињата на државните згради денес ќе бидат спуштени на половина копје.